Braće i sestri, ovaj praznik na Bogojavlение беше заедно со славешеството рождеството Христово. Зашто 4 век немаме поделба на празниците Богојавление и рождество Христово. Тоа само ни сведочи колку голем ден и значаен ден е денешниот ден на крштението Господово, затоа што дури ни Божи, кој денес го сметаме за втор празник после Великден, и тој не беше определен за славење како сега што го славеме на 25 декември по стар стил. Затоа што настанот на Богојавлението денеска го вклучува и раѓањето Христо. Ако Христос не се родеше, немаше Бог да ни се јави во потпун облик како што денес се јави на денот на неговото крштение. Христос кој се воплоти, кој постана човек како еден од нас, иако бивајќи предвечно Бог, го чу гласот на Отецот дека тој е возлюбениот син, ама го чу и целиот свет на реката Јордан. А Духот во вид на гула, зашто инаку не можеме да го видиме, ако тој не снисходи на нашите способности кои имаме моментално, слезе во вид на гулаб и ни се покажа дека Господ наш е Света Троица, Отец, Син и Свети. И затоа тоа го имаме за најголемо просветлување кое можеш да му се случи на човечкиот род. Да го познае Бог како што е. Денес, ќе слушате многу луѓе, ќе кажат Бог е еден. И ние велиме Бог е еден, но Бог е еден по суштина, а по лица Бог е троица. Ние веруваме во Богово троица, зашто така ни се објави. На денешен ден ни се објави дека тоа е Света Троица. Сега, кој разбира и кој сваќа, нека свати да за сите е објавен Бог на денешен ден. Меѓутоа, многу религии, како што знаете, не прифаќаат дека Бог е Света Троица. Ние христијаните, врв на догма, најважно нешто во верувањето го имаме в троичниот Бог, дека Бог е Света Троица. Тој е едно по суштина, ама троица по личности. И тоа треба да го знаеме поважно од се, зашто најважното просветлување што му се случи на родот човечки е токму тоа да го познае Бога како што е. Нормално ќе рече човек, се познавме од Бога. И одмај кога говориме, не, сигурно дека не познавме се. Меѓутоа, она што е доволно за наше спасение го познавме, а тоа е дека Бог е Света Троица. Денес ни се откриви, затоа е толку значаен овај ден. Затоа што ни се откри Бог каков што е. И ние го славиме и прославуваме векови веќе, откако е откриен тако, како Отец, како Син и како Свети Дух. И во него ги имаме целата надеж, зашто ние луѓето немаме друга надеж. Како и можеме да имаме друга надеж кога сме смртни битија. Смртната се покрива. И ќе дојде ситуација како човек никогаш да не постава после смртта. Меѓутоа,
Надежда наша дека Господ кој денес ни се објави, го има нашето име и ќе го воскресне во последниот ден и последниот час, кој ќе биде општото воскресение на оние што се во гробовите. Таа тајна денес ни се открива. Ни се открива дека не е залуден нашиот живот. Не е безсмислено нашето постоење. Зашто каква смисла има ако се раѓаме за смрт? Не, Господ ни дава надеж дека не се раѓаме за смрт, туку се раѓаме за вечност, за вечен живот. Затоа го викаме овој ден на просветление. Токму се собира во нашето познание дека Бог ни се објави, ни се јави и дека Бог е Света Троица. Се собира во тоа, затоа што со еден здив можеме да кажеме нашиот живот не е безсмислен. Ние имаме надеж во животот. И не е проста надеж, како што ќе рече човек, имам надеж, јас ако е болен дека ќе оздрави. Туку надеж сигурна. Затоа Бог не се јави, за да имаме сигурна надеж. За да не се размислуваме за тоа дали ќе биде нештото или може би нема да биде, или ќе се случи или нема да се случи. Не, општото воскресение ќе се случи. Само наше е да го приспособуваме животот кон тоа што се бара од нас во овој живот, овој мандат кој ни е даден од 100 години, ако е 100 години, да го одживееме животот и да дадеме отчет за тоа како сме го поживеале. Тоа не просветлува и на таква длабочија не просветлува денешниот ден. Христос се крштева во Јордан. Дури и безсловесната природа е зачудена. Како Господ, кој има се, можете да замислите, секој кој има замисла бар за Господ, замисла дека се има Господ, совршен, и тој слегува да се крсти во реката Јордан. После Јордан, реката нема да се фати за челото и да се врати назад, како што причува во црквената поезија. Ќе се врати, зашто тоа не го видела, не го почувствувала никогаш природата пред тоа. Господ да дојде во ова валкана, да речи човек, природа, за да ја очисти. Тоа се случува само денеска, во смисла денеска за нас христијаните е цел живот и цела вечност е денеска. Ама се случува тоа денес и непрестано се случува. Господ да не очистува од сите нечистоти кои имаме. Тоа е важно да го имаме како живот кој ни го нуди овој ден на просветление. Го викаме овој ден на просветление, зашто поголема светлина не може човекот да приме. А таа светлина да му заоткрие Бог. Да му рече, јас сум Света Троица. Се открил некој друг Бог, во некоја друга религија сте слушнали. Нашиот Бог се откри. Зашто? Се приземи до нас. Стана еден како еден од нас. И во таква ситуација, со такво смирение ме поучи да го живееме живот. И човек е се запрашал како Господ, како Бог слезе на оваа земја, поште и се крсти. Од раката на Јован Пресечен, кој
рече пред сите, не сум достоен да ја ставам раката на главата твоја. Како вистина да биде достоен? Може човек да биде достоен да ја стави главата да стави раката на главата Божија? Нема таков достоен човек. Меѓутоа, тоа е плод на огромно смирение кај Свети Јован. Зашто? Не ја слуша својата воља. Колку мина од нас денеска би му рекли на Господа: јас сум прав, Господи, пред Тебе, не ја ставам раката Твоја на главата Твоја, зашто Ти си Бог, јас сум смирен човек, како да ја ставам раката моја нечита на главата Твоја? Меѓутоа Свети Јован Крстител не му го вели тоа, туку сака да ја исполни волјата Божија. Ете, тоа е важно во животот да го научиме, браќи и сестри, дека нема поголемо од тоа да се исполни волјата Божја. И тоа го прави Свети Јован и не поучува сите нас денеска. Да знаеме дека поголемо од тоа да се стави раката на главата Христова е да се биде послушен на Бога. Ако е човек послушен, ги надминува сите величини, затоа што Господ друго што бара од нас? Нема нешто, ние ќе му додадеме. Бара само нашата послушност. А тая послушност прво ја дала е Свети Јован Крстител. И тој не поучува сите нас на денешен ден, затоа е овој ден извор на просветление. И нема поголемо просветление од овој ден за човечкиот род. Не само што ни се открива Бог, кој е врвно и најголемо просветление, туку упатства за животот црпиме токму од овие настани на воплотувањето и крштевањето на Господ Исус Христос. Затоа се собираме во овој ден. Гледам, сега црквата се полни и тоа е радосно, и тоа со пофала го зборувам. Меѓутоа, ќе повторам како и на Божи. Овие денови се порани. Треба порано да доаѓаме во црква. За да наполниме црквата, уште што се вика пред искресонце. За да, кога ќе не прашат децата и внуците наши, зошто толку рано во овој ден доаѓаш во црква? Доаѓам затоа што сон не ме паѓа. Затоа што денес Господ ми се јави. Затоа доаѓам порано. Немам друга работа поважна во животот, а важно и да работам за тебе, внуче. И ти да пораснеш и да израснеш. Ама поважно од тоа да му служам на Бога нема ништо друго. Ете, тоа ако го имаме како одговор, а ќе го имаме ако доаѓаме и самите да се учиме и да се црквуваме правилно. Тоа е многу важно за нашиот живот, за нашите поколенија. Тие не треба да ги учиме можда ни со збор, доволно е што не гледаат. Во овој ден и денот на Божи доаѓаме порано во црква. И тоа е доволно што го гледаат нашите ближни, што го гледаат нашите комши, затоа што во овој ден не го споредуваме со ниту еден ден во годината, освен со воскресението, секако што е неспореден ден. Затоа што на овој ден го добиваме врвното просветление кое може човек да го добие. А тоа е просветление на сите чувства и умни способности кои ги имаме. Да научиме дека Бог е Света Тројца, па нема поголемо тоа. Тоа е врвот на сите знаења.
врвот на сите факултети, ако сакате и тоа да го чуете. Нема поголемо знаење за човекот од тоа да знае дека Бог е Света Тројца, а денес тоа не се открива. И тоа не се открива во некоја тајна книга, во некоја книга што стои во библиотека, туку се открива на сите. Од владика, од патрика, до сите вас се открива истата вистина. Сега, зависно само колку ќе ја прифатиме истата, а за тоа треба да бидеме подготвени, да се подготвуваме. Тоа не е моментален чин. Моментална одлука може да биде дека верува човек во Бога, ама за да стане добар христијанин, потребно е време. Не може одма тоа да го направи. Ете, браќи и сестри, во овој ден да го прославиме Бога кој ни се објави како Света Тројица. Да го прославиме како Отец, Син и Свети Дух и да учествуваме во начинот на неговото постоење, зашто тој го бара тоа. Затоа дојде, ние да се причестиме со него, да бидеме едно со него. Ако сме едно со него, тогаш кој може да биде против нас? Затоа на сите големи празници денес, затоа што е друг прокимено, ама поглавно на сите големи празници се пее кој е голем Бог како нашиот Бог. Нема, не постои тако Бог. А кога нашиот Бог е толку голем, тогаш кој е толку голем, освен за мене и за тебе. Ние да станеме големи. Милоста Божија нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот. Нека биде со вас Бог кој ни се откри како Света Тројца и нека ве просветлува уште подлабоко и уште посуптилно во сите векови. Амин.